Почитувани време е за уште една нова откриени тајни на телевизија 24 вести. Јас сум Сања Савеска и денес повторно ве поканувам да ја погледнете оваа нова емисија на откриени тајни затоа што имаме интересна тема за разговор заедно со доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Токму тој сака да ви помогне со тоа што ќе ви даде одговори на денешната тема и на денешните прашања кои што ги подготвиме за вас. Ќе зборуваме за тоа како да превземеме контрола врз нашиот живот. Верувам дека сите кои што не следите сакате да превземете контрола врз вашиот живот и постојано можеби се прашувате кои се начините тоа да го направите. Доколку сакате да ги дознаете, останете со нас, за многу кратко го започнуваме и овој разговор. Го започнуваме разговорот на тема како да преземе контрола врз нашиот живот. Навистина интересна тема која што бара многу одговори, имаме многу прашања поврзани со неа. Знам дека оние кои што редовно не следат знаат дека поставивме тема како и оваа денешната, но поради обемот и интересот од гледачите секако дека продолжуваме и понатаму со оваа тема на разговор. Секако повторно со нас и денес во откриени тајни доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добар ден и добро дојдовте во уште една нова откриени тајни со навистина интересна тема на разговор. Добар ден, Сања, добар ден за нашите драги гледачи. Продолжуваме со теми кои што секако претходно ги имаме обработено, но голем е интересот кај гледачите кои што редовно ја следат откриени тајни, а секако голем е и бројот на оние кои што секојдневно се приклучуваат кон серијалот на откриени тајни. Често ја спомнуваме тонската скала. Уште на самиот почеток од овој серијал рековме дека тоа ќе биде основна алатка која што ќе не следи низ текот на целото откривање на сите тајни кои што ги имаме за успех во животот, па за сите оние кои што се наши нови следачи, но и за оние старите, секако да го дополниме знаењето за тонската скала, би можеле ли накратко само да објасниме што е тонска скала на емоции? Секако. Тонската скала ќе провелува повторно низ целова емисија, ќе ја користиме така да подобро на почетокот да објасниме за сите тие кои што се ново вклучени, кои што не следат од денешната емисија. Така да тонската скала е скала на емоционални тонови. Тон тука се подразбира емоција. И она што е интересно е да се види во оваа тонска скала е дека имаме позитивни тонови кои што се жолти тонови, значи тука се игри, постулати, акција, развеселеност, спокојство на суштествувањето, конзерватизам, заинтересираност и така натаму, и гледаме дека имаме едни црвени тонови од 2.0, па надолу до некаде 1.0 се пребоени во црвено, тука се антагонизам, лутина, омраза, болка, огорченост, неизразена огорченост, лутина, гледаме тонот, потоа продолжуваме во овие плаво-сини тонови каде што се страв, скриено непријателство, страв, паѓаат натаму надоле во тага, во апатија, безживотност и така натаму. Така да тонската скала е одраз на колку емоции, односно колку позитивна енергија имаме во нас. Животот рековме дека краде дел од нашата животна сила, нанесувајќи ни болки и трауми. И рековме дека тие умот кој што го има секој еден од нас, кој што снима постојано снимки од животот како тој минува, во тие снимки умствени, ментални слики фактички се снимаат и тие болни искуства, болни трауми. И тие се во форма на записи во нашиот дел од умот кој што викаме реактивен ум, и ќе објаснам после накратко само зашто викаме реактивен ум. Значи, болните искуства, траумите, физичко болните искуства, болните емоции, загубите се снимаат во тој подсвесен дел од умот кој што викаме реактивен ум, поради тоа што во дадени моменти ни ги реактивира тие емоции. Може би не се случила некоја загуба, нешто денеска ќе не потсети на тој и ни се реактивираат повторно тие негативни емоции, може тага, може страв кој да е, лутина и така натаму. Но фактички не дека таа загуба е сега во сегашноста, се случила многу одамно, но некоја перцепција, некоја сензација, мирис, звук, глас, боја, објект некој нима подсетено на нештото, па се реактивираат тие болни искуства и затоа го викаме впрочем и реактивен ум и збориме во оваа емисија како да се ослободиме од тие негативни емоции, како си ги вратиме тие позитивни емоции, па ги упатуваме гледачите на книгата Дијанетика, поради тоа што таа има техника со која што луѓето си ги подобруваат своите емоции, ги менуваат негативните и ги добиваат повторно своите позитивни емоции. Како животот тече, рековме дека колку повеќе загуби,
колку повеќе трауми човекот насобира, толку повеќе му се краде или заробува дел од неговата животна сила во тие трауми, кои што ги има во својот реактивен ум складирано, и колку повеќе животот му има нанесено болка и траума, толку повеќе се спушта по скалата на емоции. Рековме дека човекот може да има краткотрајни емоции и да има долготрајни емоции или хронични емоции, може хронично да има позитивни емоции, па краткотрајно да падне со емоциите, или обратно, може да има хронично негативни емоции, ако животот му надел многу загуби болки и краткотрајно се крене на тонската скала. Но на кусо, пак ќе кажам за сите кои што сакаат да дознаат малку повеќе, знам дека објаснувањето е кусо, само вовед во нашата емисија, затоа што ќе користиме тонската скала, може да ги гледаат сите други останати емисии каде што збориме за тонската скала на мојата Facebook страна. Во претходната емисија зборувавме за самоинвалидизацијата. Имавме доста интересна тема која што привлече многу внимание на нашите гледачи. Рековме дека кога имаме во околината луѓе кои што ни инвалидизираат, доаѓаме до момент кога и самите себе се инвалидизираме. Беше навистина интересна емисија, кој сака може да ја погледне на вашата Facebook страна, но можеме ли на некој друг начин да ја дефинираме инвалидизацијата и како всушност таа е поврзана со вниманието? Да не губиме многу време од нашава денешна емисија, да не се навраќам повторно на претходната и ќе го упатам гледачите да ја видат на линкот кој што е на мојата Facebook страна, но рековме дека во минатата емисија дававме една дефиниција за инвалидизација, тоа е побивање или да побиеш нешто што другиот го смета дека е факт. Кога сметам дека нештото е факт, дека е така и другиот сака да ми го побие самото тоа, тогаш се чувствувам инвалидизиран, се чувствувам дека не сум во право, дека се чувствувам дека правам грешка. Едноставно го губам мојот простор, се чувствувам помал. Чувствувам дека не сум јас века. Како да, знаете како некој да удрил шамар, малте не, ама со зборови е тоа. И рековме дека жолтите тонови тоа не го прават, дека жолтите тонови гледаат да ги подобрат другите на начин на кој што е пријатен, на кој што кој му годи на другото бите. Рековме дека црвените тонови луѓето ги инвалидизираат на еден отворен, директен начин и дека подале како се спуштаме по тонската скала, дека начинот на кој што таа инвалидизација се прави е на скриен начин, на некој начин под превезот дека ви се помага, но тоа што го чувствувате вие не е навистина помош, него едноставно инвалидизација во подзавиена форма, затоа што подолните тонови не може да ве соочат директно и едноставно да ви го кажат тие негативности во лице. Но во денешната емисија ќе збориме за еден друг тип на инвалидизација. А тоа е со давање на внимание на позитивни работи или давање внимание на негативни работи во нашиот карактер. Ето она што е интересно е дека ние имаме можност другите да ги направиме живи или да им ја земеме живоста на другите. Зависно од тоа на што ќе го даеме нашето внимание. Ако го даеме вниманието на цвеќето, ако го даеме вниманието на околината, гледате, самото внимание наше дава живост на околината. Ако сакате некого да инвалидизирате, можете да го игнорирате. Едноставно тој да се појави, вие не му кажете ни добар ден, ни здраво, не му правите муабет, ако видите тонот, например, лутина, кога сте со некој кој што е лут и кој што е огарчен, не сака ни да ве погледне во очи, не сака да ви едноставно да ви даде позитивно внимание на вас. Ако почнеме да не даваме внимание на нашата околина, исто така имаме тенденција да инвалидизираме самата околина. Луѓето сакаат да добијат внимание. И заради тоа што сакаат да добијат внимание, луѓето прават работи за да добијат внимание. Ако дадеме внимание исто така на негативните работи, кои што еден човек ги има, можеби во својот карактер, исто така го инвалидизираме човекот, затоа што на тоа што ќе даете акцент, тоа ќе го добиете. Ако даете акцент на позитивните работи во карактерот на некој човек, од тој човек ќе добиете позитивни работи, ќе добиете способност. Видите, кога давате акцент на способноста на некој човек, само му ја зголемувате способноста. Ако давате акцент и внимание на негативните работи, и ова не го направи добро, ова не го направи добро, и ова го сгреши денеска, па пак ли ова го греши, па гледај колку си неспособен за ова. Ете, ако постојано давате внимание на нешто што е негативно, тоа ќе се зголеми. Видите, на човекот му давате акцент дека не е добар. Фактички му давате внимание на неговиот реактивен ум. И она што ќе се случи, човекот ќе го направи пак тоа. Ќе го искрира истото, поради тоа што на тоа му давате внимание. Например, кога има кавга помеѓу двајца, ќе видите едниот со другиот цело време си даваат внимание на лошите работи. Многу убаво во кавгата за да се смени ситуацијата, да го прашате човекот со кој што се карате, окей, што добро имам направено или што е тоа што го сакаш кај мене.
видите како веднаш емоциите и тонот на целата ситуација ќе се смени. Премногу даваме акцент на работите кои што не чинат. Премалку даваме акцент на работите кои што се добри. И тоа е во суштина една од работите кои што ќе ги збориме во оваа емисија како да го контролираме животот. Ако даваме акцент на сето тоа што не чини, дал во нашиот живот, дал во околината, во луѓето кои што се околу нас, секако дека нема да имаме добра контрола врз нашиот живот. Затоа што тоа се работи кои што немаат избегано надвор од контрола. Грешките, например. Гледате, луѓето многу сака да дават акцент на грешката која што сме ја направиле. Колку повеќе даваме акцент на грешката, толку грешката ќе се зголеми. Човекот за да не прави грешки, треба да има целосна слобода да ги направи грешките. Ако се наоѓате во некоја средина каде што сте во паника да не направите грешки, факт е дека ќе правите многу повеќе грешки. Ако сте во некоја средина каде што луѓето се толерантни за грешките, тогаш ќе имате способност. Нема да ја правите таа грешка. Ако ја идам со идеја само да не го сгрешам ова, само да не го гледате, давам акцент на грешката, грешката ми е во умот. Ако имам слобода да направам грешка, имам простор да направам грешка, многу се помали шансите да направам грешката. Поради тоа што па и да направам грешката, па што? Нареден пат ќе ја подобрам. Може би имате некој татко кој што учи девојката да вози кола и не е толерантен. И постојано вика: "Ама гледај сега како сгреши, ама ти реков ова да не го правиш. Ама пази сега куплувот го стисаш, ама..." Веднаш девојчето рече: "Слушај, ај излези. Остави ме сама." Затоа што гледај, сама има толеранција за грешки. Може би таткото нема толеранција за нејзините грешки. Така ли некојаш имаме децата ќе дојдат во кујна да помогнат и ќе направат некои грешки. И ќе бидат прекорени или така натаму, и после тоа више не помагаат. Ама мора да има толеранција за грешки. Гледате, жолтите тонови секогаш има толеранција за грешки и не ве прават да се чувствуват лошо кога ќе сгрешите, затоа што ние мора да имаме слобода да грешиме, за да може при тоа да не грешиме. И уште нешто само да кажам во склоп на ова кое што го разговараме е поврзано со тонската скала и вниманието. Често пати сме многу високо по тонската скала и ќе дојдеме дома и ако околината не е на нашиот тон, обично знаат да не игнорираат. Знаете, затоа што тоновите не се соодветни еден со друг, некој што ќе дојде на ентузијазам и некој на тага или на апатија и овој ентузијастичен, другиот човек обично му е целосно нереален овој што е високо на тонската скала и го игнорира. И веднаш ќе видите, не знам, во наредна ситуација детето ќе дојде тажно дома и тогаш само му се дава внимание. Или му се дава внимание кога ќе почне да се разболува. Видите, во ред е секако да се дава внимание на некој кој што е тажен и да се разболува, но исто така треба се даде внимание кога некој е високо по тонската скала за да повторно биде високо. Во спротивно, луѓето што прават за да добијат внимание, почнуваат да ги намалуваат некојаш емоциите. Видите, за да искривате ефект кај некого, потребно ви е вниманието и другиот човек. За да направите нешто во животот, за да ве видат, мора вниманието да му го добиеш. И вниманието, пак ќе кажам, луѓето го сакаат да го добијат и некогаш ќе станат дури лоши само за да добијат внимание. Од некој имате дечко и девојка и не знам, дечко ја игнорира девојка. Девојка ќе почне да се буни, ќе почне да протестира, ќе почне да вика. Ќе направи било што и ќе се однесува на емоционален тон кој што ќе му го привлече вниманието. Така да кога луѓето се пониско по тонската скала, едноставно ние имаме тенденција, или ние ако сме ниско по тонската скала, затоа што и ние сме некојаш ниско по тонската скала, другите луѓе имаат тенденција да не го привлечат вниманието и ќе се спуштат и некогаш дури и ќе станат полоши од што се за да добијат внимание. И поради тоа е многу битно на луѓето да им се даде внимание за тоа што се. Кога луѓето се високо по тонската скала, тоа се тие. Тоа се они. Тоа се они без нивниот реактивен ум. Кога сме ниско по тонската скала, сме во реактивен ум. И ако исклучително даваме внимание само на тоа и само на тие емоции, тогаш луѓето ќе има тенденција да ги крираат повторно тие емоции за да добијат внимание. Многу е битно да им се даде на луѓето внимание кога се они високо по тонската скала, затоа што тогаш му давате потврда на самото битие, на тоа што сме ние. И кога го добиете најдоброто од другиот човек, ќе му даете внимание за тоа што вистински е. Оно што секако е многу интересно, секако и за гледачите кои што редовно не следат, е тонската скала или на емоции. Е посебно интересен податокот дека
тоновите кои што се наоѓаат пониско на тонската скала можат полесно и поедноставно да ги спуштат на нивно ниво оние кои што се високо на тонската скала. Тука секогаш имаме дилеми зашто тоа тие го прават поуспешно отколку оние кои што се наоѓаат високо на тонската скала, па би било супер нели кога тие што се високо би ги подигнале високо ниските тонови. Да, ова е тема која што и во коментарите провејува и луѓето бе прашуваат и очигледно дека е проблем со кој што луѓето сакаат да го решат. Гледате, емоциите се вибрација. И рековме во претходните емисии дека тоа е емоција која што вибрира, која што влие врз самата околина. Има еден проблем, а тоа е дека умот на човекот секогаш снима слики. Гледате, умот на човекот не може да прекине да снима слики. И во тие слики рековме дека се снима секое што околината, кој што ние го восприемаме од околината, вклучувајќи ги и луѓето кои што се со пониски емоции од нас. Ако имате некој човек околу вас кој што е на страв, или некој човек кој што е на лутина, или некој човек кој што е на тага, тие емоции имаат своји мисли. Ете, тонот емоционален го диктира тоа што вие ќе го мислите. Ако сте на ентузијазам, имате позитивни мисли, имате чист ум, едноставно сте насочени кон иднината, зборевме за тоа, сакате да креирате, креативни сте, мислите на нови идеи и така натаму. Кога сте тажни, мислите на сосема други работи. Мислите на трагедии, на лоши работи што може да се десат, човек кој што е устрав, постојано бара, затоа што е исплашен. Тонот му налага да бара опасност во самата околина, тој е опседнат со тоа дека нешто ќе се деси. Но кога ги имате тие луѓе во вашата околина, и ова ќе го кажам дека е феномен на умот. Значи, умот е така направен да постојано снима и не можете умот да го изгасите, да речете од сега па натаму не снимам ништо. Само поради тоа што имам човек кој што има страх околу мене или човек кој што има тон антагонизам околу мене. Не. Тука сте, умот ви снима тоа што се случува околу вас. Дали е мирис, дали е допир, дали е емоција, дали е говор, дали се мисли на другиот човек кој што ви ги искажува вербално. Сето тоа се снима во умот на човекот. И кога имате луѓе кои што се пониско, гледате, кога имате луѓе кои што се повисоко со емоциите. Ајде да кажеме, јас сум пониско со емоциите, имам околу мене луѓе кои што се повисоко со емоциите. Благопријатно делува поради тоа што нивната емоција се вбризгува во моите слики. И се тие слики се наполнети со позитивна емоција, со позитивни ставови, со позитивни мисли. Едноставно тоа ме обзема и мене. Но што се случува ако имате човек кој што е во околина која што е негативна постојано? Гледате, он тоа го слуша. Може би се бори против тоа на самиот почеток. Проблемот е што таа емоција влага во сликите. Влага во сликите. Вие не можете да го стопирате тоа во дадени моменти. Таа емоција до толку влага во сликите што сликите ваши почнуваат да се пробојуваат со таа емоција. Ако некојаш како пример да го дадам, сте со некој човек кој што е срамежлив. Однаш ве фаќа и вас срам, не знаете зашто ве фаќа срам, ама тоа не е вашата емоција. Гледате, тоа не сте вие. Тоа е емоцијата на срамежливиот човек кој што ви е наметната се во вашите слики, вас ве обзема срам после некое време. Или ако сте со некој човек кој што е во страх, после некое време имаш стравови кои што претходно си ги немал. И си викаш, добро, зошто се чувствувам јас вака исплашен? Или зошто се чувствувам вака лут? Или зошто се чувствувам волку тажен? Поради тоа што околината, нивната емоција и нивните мисли, поради тоа што се околу вас, едноставно вие ги восприемате, се снимаат во вашите мисли и вие тие мисли, кои што се со таа негативна емоција, под црвените тонови, ја немате под контрола. Гледате, сите овие црвени тонови, плави тонови, зелени тонови, се исклучиво тој реактивен ум, деструктивен дел од умот кој што влие негативно врз вас. Кога имате луѓе кои што се преплавени со нивниот реактивен ум и ги имаат овие емоции, тогаш и тие емоции доаѓаат кај вас. Решението е, повторно ќе кажам, и ме прашуваат секојаш гледачите, а што е со оние кои што не можеме да им помогнеме? Гледате, имате луѓе кои што се отворени за помош, за жал имате луѓе кои што не се отворени за помош. Но некогаш на луѓето не им е дојден моментот да сменат некои работи во нивниот живот. Но пак ќе кажам, има начин, има и техника како да ги кренете луѓето по скалата на емоции, тоа го говоревме во претходните емисии. Има многу ефективна техника во книгата Диенетика со која што трајно можат луѓето да им помогнете вие, прво на вашите блиски да се ослободат од тие негативни емоции и на тој начин ќе искреирате атмосфера околу вас која што е позитивна, која што е добра. Техниката е многу брза, така да тоа се случува во многу краток временски период и едноставно си помагате и себе си на тој начин што им помагате на околината. И уште еднаш да кажам, не рековме дека најголема и доблесно и големина на човекот е да продолжи да ги сака своите блиски наспроти сите причини да не ги сака. Не е идејата поради тоа што некој е пониско на тонската скала да го мразиме, да се бориме против него и така натаму, него едноставно целта е да го разбереме.
да разбереме што му се случува, да разбереме дека тоа е тоа, дека има реактивен ум, дека се однесуваме во дадени моменти на тој начин. Колку повеќе разбереме зумот на човекот за однесувањето на луѓето, толку повеќе ќе имаме контрола и толку повеќе ќе можеме да им помогнеме и околината се крени. Реактивниот ум е причина за неразумните стравови, стресот, негативните мисли и емоции, избубливоста, загубената сигурност и самодоверба, депресија и умствено предизвиканите болести. Научете како да го контролирате вашиот реактивен ум и како да го ослободите вашиот целосен потенцијал за да бидете слободни, да уживате во животот. Одговорите се наоѓаат во книгата Дианетика, која можете да ја нарачете на 078 261 771. Направивме кратка пауза и продолжуваме со денешната тема на разговор, како да превземеме контрола врз нашиот живот. Секако со нас е доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Од разговорот и во оваа емисија, секако и во претходната, она што можевме да заклучиме дека инвалидизацијата во секој случај е лоша. Да. Дали е само инвалидизација, дали инвалидизација од останатите луѓе во околината, таа не ни носи ништо добро. И кога веќе знаеме дека инвалидизацијата е лоша, можеме да заклучиме дека давањето на потврда за она што го работиме, за она што го правиме, секако и за она што другите го прават, е многу подобро решение. Па можеме ли да кажеме дека тоа е начинот како полесно и поедноставно можеме да имаме контрола врз нашиот живот? Точно. Има еден многу интересен феномен, а тоа е дека луѓето, ова што го кажа дека и за давање на потврда на самите нас, но исто така поврзано со давање на потврда на околината. Во претходните емисии зборевме за одобрување на постоењето на луѓето. Видите, кога ќе им го одобрите постоењето на другите луѓе, со други зборови им давате живот, но како им давате живот? Со тој начин што ќе им дадете комплимент, на тој начин што ќе им дадете акцент на нешто што е позитивно на нив. Поради тоа што на тој начин им ја зголемувате довербата, сигурноста и на тој начин имате околу вас луѓе кои што ќе ви го подобрат вашиот опстанок. Воспротивно рековме претходно, ако постојано ги инвалидизирате, многите мани, ќе ги направите несигурни, направите проблеми за вас исто така, поради тоа што тие луѓе во вашата околина нема да бидат стабилни, нема да имаат сигурност, нема да ви го подобрат вашиот опстанок, затоа што на некој кога ќе му дадете доверба, што всушност му велите? Дека му давате потврда дека е добар. Ако му даете одговорност на некој човек, и често пати се плашиме да даеме одговорност некој да не сгреши. Видите, тоа е инвалидизација. Ако не му даете на некој човек одговорност, па дури да сгреши, пак рековме, мора да имаме слобода за правење на грешки. Волноста да му се даде одговорност на некој човек, фактички му кажуваме дека му веруваме. Дека тој е способен, дека тој е добар. Ако имате, например, во фамилијата конфликт и родителите никогаш не веруваат на детето, и некогаш стварно има ситуации според тонската скала, кога луѓето се наоѓаат на дадени тонови, можеме да предвидиме што ќе направат. Но, гледайте, во колку на некој човек му дадеме, му го одобриме постоењето, му речеме, окей, ти верувам. Човекот има тенденција да направи се да ја одржи вербата, поради тоа што му даваме потврда. Секој од нас сака да добие потврда. И на тој начин му одобруваме постоење. Кога на некој ќе му даете одговорност, кога на некој човек ќе му кажете дека му верувате, човекот е среќен и сака да направи се да ја заслужи и одржи таа верба. И на тој начин ќе му ги смените акциите и постапките кои што можеби и тој ги имал кон вас. Ако постојано не му верувате, ако постојано му кажувате колку е лош, колку не чини, колку е лажго, колку е ваков и онаков. И пак ќе кажам, во некои ситуации можеби фактот е тоа. Но еден од начините кои што треба се проба е да се смени нашето однесување кон самата околина. Има една убава вежба, а тоа е дека за секоја инвалидизација или за секоја критика кој што човекот сака да ја даде на некој кој што е околу него, нека му даде претходно 3 потврди. Најдете 3 нешта кои што се добри за човекот да му се зголеми просторот до тој степен да и таа критика ја прифати, да може да види дека стварно го прави тоа погрешно, за да може да го смени. Воколку него постојано го критикувате, толку му го скусувате просторот, толку свеста му ја намалувате, толку го ставате фиксиран во својот реактивен ум, да човекот не може да види како тоа да го смени. А ако постојано му давате потврда, или ај пак ќе кажам, 3-4 потврди
за секоја критика. Човекот има доволно простор за таа една критика, ако е објективна, да може стварно да превземе одговорност да ја смени. Во спротивно нема да може да преземе одговорност затоа што нема свесност. Вие сте му ја намалиле свесноста, постојано критикувајќи го претходно. И уште еден интересен феномен, ако навистина се запрашаме, колку повеќе веруваме во околината, толку повеќе ќе се веруваме и себе си. Видите, ако имаме околина каде што ние се плашиме од самата таа околина, тогаш нема да се веруваме во сопствените акции. Ако се плашиме од акциите на околината, тогаш и ние ништо нема да направиме. Затоа што фактички тоа е тонот страв. Видите, ако јас сум постојано во тон страв, ја нема да бидам активен, или нема да бидам слободен, нема да бидам креативен. Така да нашите акции, она што ги контролира, се нашите мисли за другите луѓе. Дал се другите луѓе добри во нашите очи? Дал се позитивни? Можеме ли да им веруваме? Можеме да им дадеме одговорност? Ако можеме тоа да го направиме и ние ќе бидеме слободни, поради тоа што ние на тој начин си ја крираме слободата, си ја крираме просторот, а и со самото тоа имаме поголема контрола врз нашиот живот и врз самите нас. Ако сме пријатели на другите луѓе, ќе се бидеме пријатели на себе си. И исто така, во спротивно, ако сме пријатели себе си, ќе бидеме и пријатели на околината. Но многу има влијание како ние се однесуваме од тоа како размислуваме и како гледаме врз околината, односно како гледаме врз другите луѓе. Жарко, од сето ова што го зборуваме, не треба да донесеме заклучок дека не треба да им веруваме на луѓето. Тоа треба сосема да го исклучиме, затоа што всушност и недовербата која што ја имаме не може да ни направи ништо добро во животот, туку може да не доведе во уште подлабоки проблеми кои што секако можеби од претходно сме ги имале. Да, гледате, ние имаме голема доблест во нас. Имаме позитивни карактеристики. Тие позитивни карактеристики и љубов, се она што е најдобро од нас, е во нас за да го дадеме на околината. Ама ќе го дадеме на околината само, дали ќе го дадеме или нема да го дадеме на околината, зависи од тоа, пак ќе кажам како гледаме врз околината. Ајде да најдеме еден пример. Ако некој ви има ограбено, така, некој влегол во вашата куќа и ве ограбил. Веднаш луѓе имаат тенденција да затворат се, да стават решетки, да се заклучаат и едноставно не излагаат надвор. Поради тоа што надвор има опасност. Но гледайте, веќе сме ја намалиле комуникацијата со околината, поради тоа што низ целото постоење еднаш влекол крадец, ни украл се и сега ние го менуваме целиот став за животот. Почнуваме да се забарикадируваме, почнуваме да ставаме решетки, едноставно почнуваме да се живееме ние у кафес. Почнуваме да не живееме слободно. А претходно сме ги оставале вратите отворени. Колку бил убаво, колку сме имале комуникација, колку сме имале сигурност во сето тоа. Едноставно сме имале комуникација со надворешниот свет поради тоа што сме верувале на надворешниот свет. И најдоброто од нас излагало од нас и сме го давале на луѓето. Но се случува еднаш еден инцидент. Некојаш луѓето има тенденција тој еден инцидент да го поистоветат со сите останати други луѓе. Не е точно. Може би еден човек ќе не прелаже во животот. Ќе се деси едно нешто лошо. Реактивниот ум има тенденција да ги поистовети сите работи. Сите жени се исти, сите мажи се исти. Еден дечко ќе ја превари девојката, ама сега се сите исти. Една девојка ќе направи нешто, ама сега сите девојки се исти. Гледате, луѓето се забарикадируваат кога ќе добијат некој пораз, некоја загуба. Почнуваат да не веруваат на околината, но тогаш се затвараат во себе. Тогаш се затвараме во тој кафес. А убавината е да сме слободни. Убавината е да веруваме на луѓето. Поради тоа што ако веруваме на луѓето, најдоброто од нас излага. Па што и ако не преварат? Или што ако не преварат е може би голем збор? Што ако некој ни сгреши? Па и нека се случи пак. Подобар став е отколку цел живот да бидеме со еден оклоп, да никој да не може да не повреди, но гледате, тогаш влагаме во едно буре. Да, во бурето е сигурно. Поради тоа што ништо лошо може би нема да влезе во бурето, но сме во буре. Ама надвор се цвеќињата, надвор е животот, надвор е убавината, надвор се дрвјата, надвор е зеленилото. Едноставно треба да веруваме на самата околина, на тоа што се случува околу нас. И пак ќе кажам, се со цел да излезе најдоброто од нас.
И доколку луѓето сакаат да ги проценат луѓето според емоциите, дефинитивно тонската скала е инструмент и е начин. Но да повторам, не значи дека ако еднаш нешто лошо ни се случило во животот, дека треба да го поистоветиме со сите останати луѓе. Напротив, луѓето се во основа добри. Реактивниот ум ги тера некој да се однесуваат на негов начин. Излезот од сето тоа е поголемо разбирање за луѓето, за нивниот ум, постапките, можеби што можеме да очекуваме од тоновите, но дефинитивно решение не е да ја повлечеме вербата од околината. Напротив, што повеќе верба ставаме во околината, толку повеќе слобода ни имаме. Имаме ситуации кога имаме проблеми со цели групи, не само со поединци, туку напротив застануваме пред група која што едноставно не прифаќа и тука сме отфрлени од групата, поради тоа што веројатно не припаѓаме на таа група, немаме исти ставови, немаме исти гледишта, а во таа група ќе бидат прифатени само оние кои што секако се слични на нив или постапуваат на начин на кој што и тие самите во групата постапуваат. Овие другите секако уште од самиот старт се отфрлени. Да, некојаш имаме не само луѓе кои што не одобруваат како единци кои што не одобруваат нас, но интересен факт е дека имаме често групи во кои што самите членуваме, кои што имаат моделно однесување да прифатат само луѓе, постапки, акции кои што се соодветни на тој тип на група. Например, ако не излагаме во тој кафич, не сме дел од таа група. Или ако не носиме таков тип на патеки, не е човекот дел од таа група. Или може да имате, например, тоа се некои други мали средини. Ќе видите имате некој човек кој што има нови идеи, кој што сака да смени нешто. Но самата група или малата средина во која што тој се наоѓа, не гледа со одобрување на ништо кое што е поразлично од нив. Ете имате дадени групи кои што си имаат наметнато своји идеи и се што е надвор од нивните идеи и ставови воопшто не е прифатено. Значи не имате само поединци кои што не прифаќаат, туку имате и групи кои што едноставно бараат од вас да се влезете во даден калап, во дадени промени да направите за едноставно да ве прифатат. Но во една од претходните емисии рековме дека човекот мора да се крене над стрвта да биде прифатен од некоја група, затоа што ако имаме цели, ако имаме работи, ако имаме убави карактерни особини кои што едноставно сакаме да ги покажеме, можеби самата група не ги прифаќа. Или можеби не ќе да се облакаме на тој начин. Зошто па мораме да бидеме дел од таа група? Но она што сакам да го нагласам и убаво е да се знае дека има групи и луѓето тоа го приметуваат. Можеби се тоа цела група на комшии кои што има даден модел на размислување или на точки на гледиште, или пак ќе кажам во средното училиште имате дадени групи на луѓе кои што може да влезат во таа група само даден тип на луѓе што се однесуваат на даден начин или се облекуваат на даден начин, или во некои средини имате дадени ставови кои што ако ви имате поголеми гледишта, поголеми цели и сте различни, почнуваат да ве гледаат со скептицизам, неодобрување и така натаму, но тоа е дел од успехот и тоа е дел од волноста да сме ние слободни. Видите, вие не можеме да бидеме слободни ако постојано бараме одобрување од околината да постоиме. Ние ќе бидеме слободни и ние сме единствените луѓе кои што можеме да си дадеме дозвола на самите нас да бидеме слободни. Доаѓаме кон самиот крај на денешното откриени тајни. Многу прашања ќе останат, претпоставувам, неодговорени, но социјалните мрежи се секогаш достапни, таму немаме ограничување на времето за одговорите кои што се потребни. Би сакала за самиот крај да ве прашам колку губењето на достоинството на човекот во однос на другите луѓе може многу повеќе да боли отколку инвалидизациите кои што тој истиот човек ќе ги добие од околината. Па би рекол дека инвалидизациите не било толку многу колку што болат само инвалидизациите. И кога ќе збориме за достоинство, сакам да искористам еден убав термин интегритет. Зборот интегритет потекнува од еден латински збор кој што значи целовитост. Колку си чуваме нашата целовитост во односот со другите луѓе или колку го чуваме нашето достоинство во односот со другите луѓе. Кога зборувавме во претходните емисии сега, зборевме во претходното прашање дека имаме група на луѓе кои што сакаат да не сменат. И на некој начин да направиме компромиси со работите кои што ни се битни во нашиот живот. Некојаш имаме луѓе кои што ги сакаме, едноставно сакаме се смениме во дадени сегменти, но некојаш почнуваме да правиме компромиси со работи кои што ни се многу битни. Работи за кои што едноставно не треба да се смениме. Работи кои што треба да бидеме прифатени поради тоа што можеби тоа се баш добрите карактеристики и добрите одлики
во нашиот карактер. И она што боли е кога ќе се загубиме ние самите себе во напорот да бидеме прифатени од околината. Не боли толку она што ќе ја загубиме околината или ќе загубиме некого. Она што боли е кога ќе се загубиме себе си. Поради тоа што е тешко да се најдеме себе си, кога ќе одлучиме да се загубиме себе си. Гледате, мора да одлучиме да бидеме повредени, за да бидеме повредени, а не кога што одлучуваме да направиме компромиси, да се смениме во насока во која што не сакаме да се смениме во насока во која што и не треба да се смениме. И тоа е тоа што повеќе боли, отколку можеби навредата која што или инвалидизацијата која што околината ќе ни упати нам. Поради тоа што нашето достоинство е нешто кое што треба да се го чуваме. Треба да се бориме за него, треба да знаеме кои сме. Едноставно да не мораме да бидеме прифатени од околината, ако знаеме дека тоа кое што го правиме или тие карактеристики кои што ги имаме се добри. И секако дека имаме мани во нашиот карактер, дека сме високо на тонската скала, рековме дека е доблест да го смениме тоа. Но честопати правиме отстапки за работи за кои што не треба. И тоа е тоа што честопати не боли. И на темата интегритет би сакал уште нешто да кажам кое што е многу битно. Вистина е тоа кое што ние самите ќе го видиме. Знаете, вистината е пред нас. Зборевме за знаење и рековме дека знаењето е наблюдување. Ако сакаме да гледаме, и ако не се плашиме да гледаме, тогаш на вистина имаме шанса да дојдеме до вистини, до знаење. Но воколку се плашиме да ја дознаеме вистината, тогаш нема ни да гледаме, тогаш нема ни да бидеме волни да добиеме знаење. Не треба да не плаши тоа што е пред нас. Вистината е вистина. Но треба да имаме храброст да гледаме, за да знаеме. Затоа што преку гледањето добиваме знаење и со самото знаење, ако сакаме да го прифатиме, имаме и самите ние одговорност да го смениме на подобро нашиот живот. Вистината е она што ние самите ќе го видиме. И ако го загубиме тоа, сме загубиле се. И кога ќе дознаеме вистината, и кога гледаме за да видиме, гледате, тоа е интегритет. Гледаме за да видиме, ама не со критицизам. Не да сме скептични кон околината, него вистински наблюдуваме и да речеме да, тоа што го видов е тоа што го видов и тоа е факт за мене. И да имаме храброст да си го признаеме и да имаме храброст да го кажеме. И тоа е интегритет, и тоа е достоинство. И тоа е нешто кое што не треба да го изгубиме и со кое што никош не треба да правиме компромис. Навистина убав начин да ја заокружиме денешната откриени тајни, упативте навистина убави совети и пораки до гледачите кои што редовно не следат, токму поради тоа сигурна сум дека за една недела истите тие и во поголем број ќе бидат заедно со откриени тајни на 24 вести. Благодарам се, благодарам за нашите гледачи. Повторно ќе кажам, секојаш сум волен да слушнам од вас, да ви помогнам со било какви проблеми колку може да ги имате. Секојаш сте добре дојдени да ме контактирате на социјалните мрежи и сум волен да стапам во комуникација со вас и да помогнам за тие работи за кои што може. Пријатно. Тоа беше се за денешната откриени тајни и за темата како да превзееме контрола врз нашиот живот. Доколку овие одговори ви помогнаа, ние ќе бидеме секако среќни и задоволни, а доколку можеби останаа уште некои дилеми кои што се неразјаснети, секако дека во текот на емисијата можете да ја погледнете Facebook страната на доктор Жарко Костич и секако неговата имейл адреса. Слободно исконтактирајте го и бидете со него во комуникација за повеќе одговори. А ние ќе ви подготвиме уште една нова интересна откриени тајни веќе следната сабота од 11 часот. Јас ви посакувам пријатен и убав ден, а вие останете на програмата на телевизија 24 вести.